Добар ден, народе, и добре дојдовте во уште едно издание на местото каде што звездите отвораат душа. Кој сака да гледа, гледа, кој сака да слуша, слуша, но сите заедно верувам дека останувате понекогаш чудо невидени, понекогаш со подзината уста, понекогаш со широко кокорени очи, кога ќе слушнете разни приказни за едни, други и трети, само што ниту вие, ниту јас не сме сигурни дали во тоа има вистина, дали е половина лага или се чисти она што се вели фейк ньюс. За да не биде тоа така, ние сме овде да ги разјасниме нештата, зашто на ниту едно друго место нема да најдете ништо слично како овде во Ништо лично. А денес имаме еден човек, еден гостин кој на македонската естрада е, ако јас добро паметам, повеќе од 2,5 децении, можеби и 3, ама 2 децении прави со неговата група, ако е дуо група, велат се што е повеќе од еден е група. Ако е така, мора да кажам дека најблиските го познаваат под името и презимето. Така му стои во лична карта во пасош. Владимир Блажев, ама тоа веројатно веќе ни соседите не можат да препознаат за кого се работи. Оние дискаджиите кои одат и помладите по дискотеки, кои одат по журки, забави, кои ќе видат на плакати дека DJ Шорти пушта музика, знаат што можат да очекуваат и кого да видат. Ама сите заедно кога ќе слушнат дека ДНК имаат настап, знаат дека во прашање се Андреј и Панчо. Токму една половина од дуото кое ќе го има својот голем концерт за некој ден и уште поголем јубилеј, 20 години од нивното постоење е денес со нас. Панчо, добре ни дојде и... Каква најава, као што секогаш си правил. Многу ми е драго што по кузна колку години сме тета-тет интервју. Ни се сурија патиштата повторно. Да, многу ми е драго, пошто ти си еден од ретките кои ние го почитуваме, не дека другите не ги Газда почитуваме. слушај ова. Да, газда појаче хонорар. И долго време се... Знаеш како уживаш ова што го работиш, ама и се мачиш како и сите ние што се мачиме. Животот е мачење, ама на крајот како се вели, одиме во рајот за тоа. Дај Боже, дај Боже, дај Боже. И знаеш, баш те прашав, не ми текнуваше како се викаше шоуто кое го водеш заедно со останати твои колеги. Шоуто кое мора да продолжи. Шоуто кое мора да продолжи и затоа продолжило со Ништо лично. Имаше 12 величествени, беше уште у тоа време иновативен. Ден денес остана, ти завидувам на енергијата која имаш. Уште за малку. И кога ги најавуваше тие дали е точно, дали кој лаже, кој ова и нели имаше, јас тоа го памтам, кај има чат, таму има и ове. Каде што има чат, има ли ове. Така беше. Ај сега да видиме кај е чатот, а кај е огнот, кому гори, а кој е пеплосан во наредниве минути. Ама прво сакам да те прашам нешто, ги набројав сите овие твои прекари и DJ Шорти веројатно ми е јасно од каде, можеби малку хумор на сопствена сметка заради физичките предиспозиции. Меѓутоа, она Панчо никогаш не ми било јасно. Ајде да си Панче, па ќе речам дете од нашите простори. Ама Панчо звучи мексикански, латиноамерикански, мексички, така е, по скопски кажано. А ништо нема латино ниво музиката што ја пушташ како диџеј, ниту во што со ДНК го правите, па и пред тоа сте го работеле со претходните бендови. Од кај Панчо? Јас сум израснат во аеродром, сум роден у Скопје. Таму секој има прекар. Да, па генерално ја им ги давав прекарите, но овој прекар уствари ја расте во едно многу убаво мало со многу квалитетни луѓе околу мене. Иако растев со мајка, као да имав 100 татковци, да не ме разберете погрешно. И малото тогаш и се растеше малска едукација. Малска едукација и за жал денес се помалце има, а така таа малска едукација и асфалтна не може да ја замени ни еден факултет. Така, урбана школа. Урбана школа, баш така. Јас растев во и таква музика имаше тогаш. Значи имаше heavy metal, rock and roll, панк. Ја израснав со луѓето кои генерално беа поделени, едните беа панкери, другите беа рокери. Поп музика. Маријачи ми звучи мене Панчо. Па сега поентата е. Ние имавме у моето мало имаше многу панкери, беа Зоки, Даре, Наум и да не ги набројувам, една супер дружина која оставиле голем печат и белек. Така, и свирале по бендови и така. Па не свирале, се обидувале, ама да,
пар свиреа гитари, али Немалски слушаа бендови, квалитетна музика и беа многу интелигентни и се уште се интелигентни, паметни момци, учеа убави училишта, не знам, Корчагини и ред други такви. Денес се сите успешни у тоа што го работат, мое огромно задоволство. И они беа панкери. И мене, као ја најбрлив од мало и најомилен лик, као, знаеш, копи луѓе донеси ова, оди направи ова, трче Малите направи ова, цигари. фатија таа тетка по газ, удрија, направи. Кој правил белја, сите идат кај мене, знаат дека јас сум белјаџијат. Ме ишиша четка, пошто ни слуша панк музика и тогаш сите ни беа идоли, Exploited, Sex Pistols, GBH, Ramones, Clash, дури они беа и веќе покомерцијални, нели? И четка беше сериозна зезанција, тогаш ако имаш ти тетоважа, не дај Боже, и четка, ти си најголем натрапник. Најпанкер си тогаш. Да, ептен си. И мене ми шиша, као, идеме на шиша, ајде да те шишам, и ми шиша. Четка и ме викаа панкер, и од панкер остана Панчо. Панко. Значи, мора да признам дека имате иста историја со Панки, од Кукулеле, од и него, кога сум го прашувал, истото ми го раскажа. Од панкер, панки. Само тоа стана Панки, стана Панчо. А коренот ви е ист, Панко. Супер. И малските прекари. И Панки е многу почитувам, он е урбана сериозна легенда градска. Апсолутно. Тама работа. Може би знаат, може би не знаат, ама оние кои не знаат, а веројатно овие новите генерации сигурно не знаат дека да не беше ова што си денес, ќе те гледавме негде по МЗ-те поработнички, по тие таквите, поработнички не верувам, ама по МЗ-ти може би си отидам. Добро, извини. Како аеродромско дете. Баскетџија, кошаркар и сериозно тренираше, арно, ама дојде денот кога мораше да се откажеш од кошарката, без оглед на предиспозиција. И во НБА играа вакви играчи со вакви предиспозиции. Мислите дека треба да си Шекил Онил за да бидеш во НБА. Што се случи и како влета во овој бизнис, а излезе од тој бизнис? Види, ќе ни треба многу емисии, не знам колку ти е времето ограничено. Што пократко, то подобро. Што пократко, многу, значи, long story short, бев многу пргаво дете, не злобно. Никогаш не сум бил лош како карактер и како човек, него сум бил темпераментен. И ја пушев на 12 години, како сите ромчиња у тоа време. И затоа ме зеза, затоа не порасна. Пушев една година, дури мајка ми Бог да ја прости, ми купуваше цигари, вика шо, не можам ја да те контролирам. И нема везе, ја прекинав, почнав со спорт се бавев секогаш. И почнав да играм кошарка, па отидов во физкултурно и тоа траеше 4-та година во Америка. Играв одлично со таа генерација која ја тренирав. Супер се носев и затоа ме избрале у МЗ да играм, под МЗ отидов у центар, отидов во Америка, добив стипендија 20% за коледж, 3-та дивизија и кога се вратив тука, бев прво многу разочаран дека се вратив бидејќи тогаш и прекинав со девојката, односно она ме остави, пошто беше long distance, така да, јас се вратив генерално и ради неа и убаво што се вратив, ако не се вратив немаше да дојдам кај тебе на интервју. Да, не може да се видиме денес, така. И едноставно тренерот имав повреда на прстот, почна да ме зеза да не ме става со втор тим, да не тренирам со првиот тим, ме делеше малце тоа спортско его како и музичко, уметничко и све е големо. И јас се наљутив и прекинав едноставно и се впуштив во некои менаџерски води. Пресече. Да. И тоа беше, ама ако денес треба да се родам и да ми речеш што сакаш да бидеш успешен музичар во Македонија, пошто се сматрам за успешни, пошто 20 години, не дека сме добри, него успешни. Не значи дека сме добри ако сме успешни, нели? И дека некој мора да не слуша и да не ја сака музиката. Или да бидеш успешен спортист, јас ќе одберам одма да сум успешен спортист. Ке дојдеме подоста до спортот, да останеме малку на музиката. Цело време спомнуваме 20 години и пред ДНК имаше бендови и луѓе кои пак останаа во спортот. Сега не во кошарката, некој во фудбалот, некој во други. Се гледаш ли ти со таа екипа, се дружиш ли? Не често се гледаме, ама многу комуницираме и знаеме долго да направиме муабет. Жичо е прво и професор на факултет на ДИФ. И познат фудбалски стручњак и надвор беше во Грција. Во Грција сега беше, па банкротира за жал клубот, па се врати. Беше у Кина, кај не, он е сериозно добар тренер и е многу
многу издржано, интелигентно и паметно дете, момче. Филип беше другиот. Филип Фичо, го знаеш, телевизист. Фичо попргавиот, малце, он е IT сектор, работи за некоја голема фирма. IT менеджер, IT дете. Да, баш така и е многу добар и смело контакт, ќе дојдат на концерт, нормално лично ги поканив, тие што ми беа најбитни и така почнало. На шала на сме, окей бенд се викаше бендот, се распаднавме после 2-3 ствари и тука после ние се дружевме со Андреја. Андреја беше многу голем у моите очи. Во друга група беше, во TNT, да, TNT. Има една ствар, тоаш беше многу популарна, на што би рекла, беби, на Блиц афера. Блиц афера, паметам така. Да, во боја, страшно добри ствари има. И се споивме. Така настана ДНК. Кој беше кумот? Принц. Принц, кај бевме кај него, вака седевме, требаше да издадеме песната, како да ни се вика бендот, односно групата, или не знам, дуото, како и да го наречеме. И он почна двете џуџиња, Снежана и двете џуџиња, она зезанција се смее ги кажа ДНК, у ова време, ова гледна точка, никад не би го се нафатил за ДНК, ама го ќе видиш, па ДНК и добар збори, значението им... Биди среќен можел тумор маркер да бидеш. Не дај Боже, тото беше, се шегувам. Велат, името и колку ти за на прв поглед глупаво условно речено, со тек на времето станува бренд. Јас знам по, не знам... Па нокаут види. Види ги бело дугме, види ги црвена јабука, како да е земјоделска задруга, не рок бенд. Баш, ама знаеш како ти ако си самокритичен, гледаш секогаш од твоја страна. Баш еве сега интелектуално дека треба да. Да, некој баш да е, еве на пример нокаут, сега ги гледаш, нокаут, што е нокаут? Аха, нокаут, окей. Во бивша Југославија имаше група нокаут. Можда, а ја никад не би се крстил нокаут. Подосна златни прсти или беа прво златни прсти. Можда, а еве на пример бело дугме никад не би ми панало нокаут. ДНК, знаеш што ми е за бело дугме као име или као да. Али па ДНК никад у живот исто не би се крстило од оваа гледна точка, така да веројатно како растеш и така менуваш некои ставови, поимања. Менуваш и ставови, ама менувате и стилови. За овие 20 години сум слушал многу различни песни, од кои речиси нема некоја да не е хит, ретко промашувате, ама често менувате. Ама има. Не, добро, има секогаш не може да биде нема правило за хит, таков нема, што има сите песни му се хитови. Не е можно, тоа е не е окей тоа. Да, нешто не варе со човек. Освен Дрейк. Не знам тоа. Тука не навлегувам. Генерално често менувате, експериментирате и чија е тоа идеја, чија желба е? Ти ги правиш со Лазар Цветковски повеќе песни? Знаеш како, јас и Андре сме тотално диаметрално различни. Плюс и минус. Два света. Он слуша Алди Меола, он слуша джез, он слуша блуз. И дури во Америка кога бевме, са Америка е нели градот на блузот. Ама ние седиме во Америка и ти имаш едно вју кој го гледаш цело Чикаго тука, цела овакво центар, светла милиарда, знаеш како е. И он ми слуша блуз, кај што треба да рипнеш од 26-ти, кај што смесна се убиеш, му бе, како можеш ово да го слушаш? Сечење мене. Неверојатно. Ја па слушам друго, нели пуштам и музика, хип-хоп, пратам многу нова музика, ама па сме, мислам дека плюс и минус и он никогаш не се противел. Ќе дојдеме и до тоа кои песни кои ни се едни од поголемите хитови кои не кеше он уопште да ги снима. Едната ја не кеф, сакав да смениме нешто, па сменивме, па ја уснимив, а другата он на пример уопште не кеше да ја снима. Но да се вратам на прашањето, Лазе многу има инфлуенс и он стално ни дава идеи, кај што јас можда и Лазе само го вика. Работите меѓу 20? Не. Многу сме ни отворени. Ние буквално, знаеш, баш се караш као у секоја фамилија, као секоја, па генерално. Не е тоа карање, него е конструктивен муавет. Немаме тука јас сакам ово, ја ќе пеам рефрен, ти ќе пееш рефрен, ја овде ќе правам. За како е најдобро за крајниот продукт, но сепак може да кажам нема конфликт, има плурализам на идеи што е политичарите. Баш. Плуралистички размислуваме и таков бенд сме. Така. Плурален. Добро. Сакав само да ти кажам дека ако треба да одберам, реално Андре ги прави поголемите компромиси. Но сигурно некога има голема доверба у нас и он е повлечен и не прати трендовска музика. Така да има огромна доверба во мене и во Лазе и затоа се нафаќа да ги пее. Ако нешто не му се свија, сигурно дека нема со сила да го направи. Зопшто добро, што би рекол. Компромис зопшто добро. Па да, ама све што он и кога нешто не му свијало на крај кој е добро, ја не му викам, виде дека е добро.
Него тоа е сосем окей. И за следниот пат ја имам кредит да ми он верува. Бргу ли ти помина овие 2 децении, 20 години? Летно. Антонио, другар мој, како да ти кажам, многу брзо. Ама ништо не би минало, пак да се рода. Верувам дека е така. Верувам. Добро, генерално сите ние, особено кои сме во шоу бизнисот, имаме и добри и лоши страни кој секој човек, ама уметниците имаат малку повеќе суета меѓу себе. И не дека нема респект и почитување, нешто е заради компромис, предпоставувам нешто е заради она што се вели подобро да имам пријатели отколку непријатели, ама некојаш има и спротивставени страни. Скоро имаше едно видео кое повеќето од вашите луѓе со кои сте соработувале, се знаете, се дружите и така натаму, го дадоа своето мислење, што прво им паѓа на памет кога ќе го слушнат зборот ДНК, предпоставувам асолудирајќи на вас и асоцирајќи на вас. И ја би сакал се една приказна да видиме околу тоа, а после ќе ја прокоментирам јасити. Може ли? Ајде. Ајде да видиме. Пред големиот концерт закажан за 3 декември во арената Борис Трајковски во Скопје, членовите на R&B дуото ДНК, како дел од својата рекламна кампања за големиот настан проследен со јубилеј 20 години постоење, споделија снимено видео во кој голем дел познати лица од македонската естрада кажа што мислат за нив преку одговорот на прашањето што прво ви паѓа на памет кога ќе се спомне ДНК. Познати спортисти, ТВ водители, музичари, пејачки и пејачи од Македонија, но и од регионот преку своите одговори им испратија своевидна честитка за јубилеот и поддршка за работата и престоечкиот концерт, а сето тоа спакувано во специјална видео порака. Видеото полно со честитки за јубилеот и дузина желби за многу среќа и успеси од сите, и тоа секој на свој начин. Сите освен еден. Имено, меѓу сите звезди во видео пораката и тој, Марко Маринковиќ, попознат како Слаткаристика. И онака познат по својот мрсен вокабулар, полн со сочни пцости, Слаткар и овој пат сакал да остане свој дури во честитката. Арно, ама, посе изгледа се надминал себе си во дозата сарказам во хуморот, кој речиси никој, освен тој самиот, не го сватил онака како што го замислил. Имено, на некогашниот рапер од Ново Лисиче, музички луд ривал на ДНК, посе изгледа овој пат ривалитетот буја надвладеал желбата за добри намери. Или барем тоа така изгледа и звучи во неговата игнорантска видеочеститка до ДНК. Па наместо од срце кажани убави зборови или барем протоколарни комплименти, излезе дека Слаткар им се изнаруга со подсмев на Панчо и Андреј. Како македонец традиционалиста, за мојата као конкуренција мислам се најлошо. Значи, не можам да ги смислам, а прво што ми текнуе кога ќе се спомне ДНК е на оние ДНК анализи од оние Крим и Джими филмови. Иначе на друго ништо не ми текнува. Порачал Марко Маринковиќ во видеото. Дали Слаткар само сакаше да се пошегува со Панчо и Андреј, па тоа испадна како што испадна, а јавноста погрешно ги протолкува или сепак во секоја шега има и половина вистина, проценете самите. Каква и да ви е вам проценката, а на Слаткар намерата, сепак некако останува впечатокот дека таму каде што има чат, има и оган. Особено ако се знае дека не така одамна Слаткар и Панчои не беа баш во најпријателски односи, иако подоцна обајцата како да ја спуштија топката и ги закопаа во ените секири. Дали некој жарче конкурентска нетрпеливост сепак остана да тлее, или тоа баш така и не, туку случајно, не сакајќи се поклопија некои нешта во честитката на Слаткаристика пред големата концертна фешта на ДНК, за јавноста остана недоумица. А за Андреј и Панчо, зависи кој како ги поима нештата. Srećan rođendan vama, srećan rođendan vama, srećan rođendan moj dobri DNK. Srećan rođendan, volim vas najviše. Pero Antić поделено со 2. Дефинитивно многу љубов, многу работа и многу труд. Тоа дека сме тројцата иста висина. Jedan divan koncert iz Univerzalne dvorane gdje je moj drug Pančo bio moj gost, a nije ni znao da će da bude gost. 20 години истреност, музика, работа,
хитови, 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 хитови. Двајца бушави високи дечки. Moj Pančo, izvinjavam se, i moja omiljena njegova tetovaža Bad Boy i takođe prepuna stanica koja je uvek sold out kada oni sviraju u Skoplju. Изусетно упорни, вредни, работливи, несемрзливи. Тенка за мене се љубов, другари. Добра музика. Некој што успешно функционира на нашата сцена веќе 20 години. Може би најнормалните и највоспитани, најприземни дечки на цела македонска естрада. Како македонец традиционалиста, за мојата као конкуренција, мислам све најлошо. Значи, не знам да ги смислам. Прво што ми текне на оние ДНК анализи од оние Крими Джими филмови. Иначе на друго ништо не ми текнува. Ние сме На што ти текнува тебе вака кога го гледаш ово? Што помислуваш? Као што кажа, сега први ме наоштри, па после ми ги пушти овие малце емоција, као што стареш така си се поемотивно. Почувствителен се вика. Види, Марко си е тоа што е и баш се смеевме. Ја ова знаев кога го видов, ја го гледам, ако сакам нема да го пуштиме, нели? Мислам не го гледам, него на крај луѓето што го работат тоа, пошто ја стварно многу ме добре, јас сутева од плачење кога ја видов честитка. Едноставно реков, јас сум голем емотивец, но Марко ова го кажува кој како го разбира и баш саркастично го кажа, да, може претерал у сарказмот према луѓето, не према нас. Јас знам он каков е и он само одма го сконтав дека он обратно го кажува. Ово што го кажува сме сите ние. Сите ние мислиме дека имаме конкуренција. Сите ние не може да се смислиме еден со друг. Сите ние кога ќе прашаш некоја песна као која бе, не сум, имаш нова песна као, а ти си ја преслушал, си ја бар прошпионирал да видиш што направи и не знам што другото беше. Нека анализите Джими Крими филм. Да, па не, тоа на што им текнува и после третата имаш уште нешто кој ви е поубав, и двајцата се ружни ово, и другите кажувале и двајцата се грли. Така да нешто луѓето го спојува тоа што ние бевме убив одамна пред 5-6 години, истото се деси за прошлиот концерт. Ама ова е многу добро за концертот и гледаш и ти и сите останати не се фатија за сите убави зборови, него се фатија за драмата која Марко ја направи. Па не, светска работа, тоа сите се фаќаат за тоа. Знаеш, сега да ми удриш тука шамар, ќе биде најгледано ever. Нели ти реков да ми удриш, сега се издаде на крај. Така да Марко мислам дека го кажува, не мислам дека сум 99%, не можеш никогаш 100 да видиш дека го кажува така како што е. Саркастично и сосем управо, ние сме такви. Има две поговорки, кај што имали оган и во секоја како се вели, кажана вака половина лага, половина вистина. Види, ја не можам да знам, не сум у глава, ама верувам дека не ми посакува ништо лошо и верувам дека и за него убаво да биде пон концерт. Он немал ни да прифати ако некел да биде учестичката и да коментира учеститката. Така да ја многу го почитувам него као артист. Као човек, за жал немаме време да се дружиме, може да имаме различни сваќања и затоа различна музика. Топката е спуштена дефинитивно. Види, ја од секогаш сум го кажал, они која пишувал текстови, така и почна целата прича, Тамара ми кажа, нашата колечка, да знаеш ке те стави у песна. Ја не ја ни разбрав, кики какака, не знам ни како ќе ме ставил. И кажа, за да успеете у Македонија, не ви треба талент, видете го Панчо, знаеш. И тоа го кажа пред концерт, јас тоаш не му ни вратив, ама тоаш медиумите многу му се нафрлија, што мене пак не ми беше логично, он така си го кажал и тоа е. Него поентата ми беше зашто, и онда јас контав, кога се слушнавме, јас генерално му бев многу луд, што ние сме пријатели и сме израснали на некој начин заедно. И кога он почињал, јас сум бил тука, не знам, сме упродавале цедиња кај нас у дуќан кај што работев за гардерова, сум го викал кога свиреле странски артисти. Сме дружеле на некој начин, сме се гледали у диска и знаеш кога ти си со некој бар добар пријател, ако не сме биле другари, треба да се јавиш и да прашаш зашто Антонио вака зборал за мене, ќе ти се јавам Антонио. Што е проблемот? Дај да го решиме, знаеш. Ама пошто ништо не било толку страшно и тоа биле некои детски работи, некои егоа и фрустрации од една или од друга страна, и онда затоа ние пак сме не довел патот, пак нели не разнел и негде се споил
и сме останали. Као конкуренција или не, нема конкуренција. Ја не можам и на младинава да ја објаснам. Значи, кога искочи песна, мене може да не ми се свиѓа уопште. Ама зашто да не ја споделам? Зашто они ја споделуваат од Србија, не ја споделуваат од новиве деца? Може ја ич да не ја сакам, може уопште да не слушам таква музика, ама они не сваќаат дека србите им го јадат лебот. На нас малце помалце ни се дешава тоа, пошто ние сме веќе етаблирани за жал или за среќа. Хонорарот е тој што го зимаме исто за жал или за среќа и ние живееме, не ни е хоби од ова. Ја 20 години живеам од музика, од диџејство и мене ми е професија. На сите нив им е хоби, сите оние кои имаат лажни бројки на Инстаграм, кои купуваат вјузови, кои и тоа не им пуни клубови. Работа, работа и само работа. И затоа нема конкуренција. Јас не можам да настапувам, пример, у клуб у Струмица секоја недела. Не можам да сум у конкуренција на Марко, бидејќи он пее авторско. Ако сум ја кавер бенд, може каверите бендови може повише да не се сакаат, а не е така. Ја пеам авторска музика, не можеш некој да дојде да ме гледа 5 пати у каверите имаат свадби, вие немате. Апсолутно, апсолутно. Така да само ти кажам, музиката не е трка на 100 метра, така да не гледам причина за конкуренција. Може да имало некоја нетрпеливост, нешто му било пренесено погрешно. Мене ми било криво што не се јавил да ме праша дали е така, не било никогаш така. И све е окей. Би му одел на концерт. На Марко? Да. Апсолутно. Би го викал на концерт. Да дојде, јас си го поканив, ако може да дојде, јас се слушнавме лично. Па ја ова што беше што напишаа порталиве, ја го тагнав него и он го сподели, се смеев. Не, мислам како спешал гестар. Знаеш како, види, за он да биде спешал гестар, треба да имаме ние прво соработка. Зашто би дошол он као спешал гестар или јас кај него? Мислам, ми нема логика. Ако немате допирни точки. Па немаме заедничка песна, не дека онако не ми рече, слушај, сакам у мојава песна да дојдеш, дали може да израпуваш мој дел? Он те стави песна. Јас би па да, добро, ама тоа беше у негативна конотација и тоа беше дури не беше негова лична, него беше заедничка со некој, не ми текна со кој беше. А со два бона. Тогаш они почињаа, не беа ни актуелни. Така да не гледам причина сега зашто да, иначе зашто да јас сакам да имам некој покрај мене што е стварно долго време на сцената. Јас многу го сакам тоа што го прави. Поготово тоа старото што го имаше, ја ден денес ги пуштам неговите песни и ние кога не бевме у добри односи, ја ги пуштам неговите песни. Супер. Ајде се вратиме малку години наназад. Го спомнавме спортот. Рече кога би можел да бирам денес би бил едно или друго. Кошарката е веројатно ти е фаворит спорт, омилен спорт, ама многу често гледам дека и фудбалерите ти се дури подобри другари отколку кошаркарите, барем овие кои не можам да речам дека со кошаркарите се и со Перо Антич и со едни и други. Веројатно и од МЗ и така натаму, меѓутоа звезди како не знам или Фелмас, па што ја знам, па и Пандев, па и Несторовски и Редри. Така, Несторовски и така. Ние сосема случајно се споевме, со Елиф не спои еден наш заеднички другар, кој сега тој другар уствари ни работи роуд менеджер на ДНК и работи у Шершат Entertainment, нашава продукција за носење на странски диџеј. Сосема случајно, ама знаеш како, или кликнуваш или не. Ја никогаш не сум им се улизувал, нити они мене. Нас не спојуваат јавната професија и мојата јавна професија. Они се успешни у нивното, јас сум успешен у нашето. Они се многу огромни звезди надвор и у Македонија. Јас сум за жал само тука. Така ни налага подневјето и говорниот јазик, да сме биле срби или американци, не знаеме што ќе било и дали уопште ќе било нешто со нас. Не ми се подобри пријатели од кошаркарите, него едноставно повеќе имам комуникација и мислам дека повеќе имаат потреба од поддршка. Јас сум човек кој бил спортист и знае што значи топка. И кај нас, како и у се, можеш да си горе и одеднаш ако да те напенава, да те плюка, да те прават за секоја твоја грешка. Нема спортист кој не ќе да даде гол, нема спортист кој не ќе да победи. Нема спортист кој нема спиено после промашен пенал, седмерец, слободно фрлање, лес шат за тројка или за for the win на баскет. Не можам, многу ме боли кога ги плюкаат и сега одеднаш ќе победат. Они се најдобри, вие сте најдобри, ти си ми направил се интервју, ти си најдобар и некојаш си ми искритикувал конструктивно
И јас да ти се наљутам више кај Антонио не идам. Тоа се деси со Милица Џаровска, твојата колешка, еднаш ми испилка за Сергеј Четковиќ, ама многу добро. Он ме повика да станам. Јас не отидов, само го замолив дека не можам, а станав, го поздравив као да го поздравиме Панчо. И као она седеше со Џаро и со не знам кој урани, ја отидов се поздравив и она само да е леле Панчо извини, ја мислам нема да се поздравам. Зашто? Па дека напишав таков текст, па тебе тоа ти е работа. Додека не ми чепкаш мене лични и лажеш за мене, за мои лични особини или фамилија, брат, сестра, деца, тогаш може и порадикално да ги преземе работите. А за ова јас се бавам со јавна професија, ти за да имаш кликаност и гледаност, па некојаш и треба да направиш и чат. Значи, ако добро те разбав, се сметаш за дел од циркузот, а ако си веќе дел од циркузот, публиката или аплодира или вика ова не си проблем. Циркузанци. Едноставно. Добро. Ај кога сме кај спортот, ти си еден од ретките кои не само што им се радува на спортските успеси, туку и ги поддржува спортистите кога се, оно што го спомена пред малку, кога се долу или ај не на дното, ама кога едноставно не се победува, туку сега пред неколку дена имавме два надпревари, едни од нерешен фудбалски, едни од репрезентацијата, едни од болем пораз дома. Оно што го направи ти, ретко кој би го направил. Сега ќе видиме за што се работи, ако не е непознато, ама како да поминуваат времето и годините, овие помладите мислам дека и не знаат. И сакам да го видат, ако не друго, да ги подсетиме оние што знаат, а овие што не знаат да ги едуцираме, па ќе го прокоментираме. Може ли да го видиме тоа? Владимир Блажев, познат како DJ Шорти или уште попознат како Панчо од R&B дуото ДНК, голем спортски фан, уште поголем патриот во душата и срцето, личен пријател со некои од најголемите, најпознатите македонски спортисти, меѓу кои и фудбалските репрезентативци, своевремено реши на посебен начин да го овековечи пласманот на Македонија на Европското првенство во фудбал. И тоа трајно, за секогаш. И онака познат како љубител на украсување на своето тело, Панчо исто како и колешката Тамара на себе стави важна тетоважа, само на различно место и од различна причина, многу посилна. Ако на Тамара беше заради еден вид грижа на совест, тетоважата на Панчо е заради овековечување на исполнетиот детски сон. И додека Тамара ги тетовираше промашените стихови од химната, Панчо на себе ги истетовира имињата на целиот национален состав кој обезбеди пласман на Европското првенство заедно со селекторот Игор Ангеловски тогаш, а имињата на златните момчиња се испишани врз македонското знаме. Кога ќе ти се исполни детскиот сон, моментот мора да се овековечи. Оваа тетоважа ми е една од позначајните кои ги имам на моето тело и сум горд на истата, исто толку колку што сум горд и на нашите репрезентативци кои ни ја приуштија оваа неописива радост. Ни покажа дека на сите нас како со сплотеност и верба се постигнува успех. Браво, момци, херои наши, Македонија на Европско 2021 напиша тогаш Панчо, покрај споделените фотографии од татучинот на овековечување на детскиот сон и дополни. Не се препукувајте меѓусобно. Уживајте во историските успеси на нашите репрезентации. Поддржувајте ги и величајте ги нашите спортисти, музичари, уметници и најбитно ширете љубов и позитива. Јас, еве, повторно јавно кажувам дека ако се пласираме на некое светско првенство, иде тетоважа на десната нога. Чувам простор, живели, појасни Панчо. По ова сега сме и естрадно-патриотски комплетни. Химната имаме истетовирано, знамето исто така, составот е тука, уште да изненадиме со пласман во полуфинале или финале на некој европско или светско и кој знае што ли тогаш ќе тетовираат на себе македонските музички звезди. Тамара за малку не победи на Евровизија, можеби Панчо со ДНК треба следни да ја представуваат еднаш Македонија, а зошто да не? Па да видиме тогаш дали по некоја тетоважа ќе возвратат и фудбалерите на себе. Ето така, ова беше чин кој ги шокираше сите. Па реално да, јас и тоа се смеевме, пошто сум со голем дел пријател доста близок. Комуницираме често, збориме на најразлични теми, обожавам кога им давам мотив, поготово Илија Сторовски, тоа што му се деси на него, ни еден спортист знаеме што значи да
да си све спремен да идеш на европско и да се повреда повредиш. 5 до 12. И да дојде и COVID, и нели COVID, па да не можеш после да се играш, па додека се вратиш, па ти прават у И тимот. драго ми е што се враќа, мене ми е лично. Уф, ја бев кај него, тоа о том потом може да збориме на нека друга емисија. И реков, тоаш и најлев му пишав, и со Гоче, со Рики, со сите што комуницирам, со Трајковски, со Столе, со генерално пола репрезентација, кои ми се доста блиски. И ми е драго, пошто се пред се страшно добри, воспитани момци. Неверојатно. Као да играат кај нас, дури кај нас повеќе се чаталат него они. Стварно се приземјени. Јас имав, како да ти, толку бев возбуден да тој ден се колам деца на чело ќе тетовираш. И јас не си го показувам никогаш зборот и реков дека ако се тетовирате, само што заврши такмицата, стига порака од Ели. Бате, до кај те товажат? И он се смееме, така ме вика бате. Среќа што не пееш Па химната. да. И овакво отидов кај Горан, кај Мичич, се истетовирав и после имаше тука проблем. Ја утна не е 22 евро, 22 евро, 27, викам гледај, ја 20 евро. 21 се играше, требаше да заради ковид. 21 требаше да се игра, се играше 22. Така ли беше? Да, така беше. И не 20, ја кај мене е 20. А истетовирам и која јас не кев да е там таа кобна година кај мене на 21 да стои. Иначе ја и да сум ја сгрешил хипотетички, значи одма се поправа тетоважа. Значи како што е кет само се прави нула. Ме разбираш. Така да кога ме прашуваат ја сгреши малце да не ја сгреши, не брат, не ја сгреши, па не можам да сум идиот, гуглаш на крај крајва, толку знаеш, толку си фан. И имаш албум, имаш гледаш, нема шанси да се греши. Толку тетоважи нема теорија да на светско за жал не се позира. За жал и реков ја и многу ми е жал што знаеш кај нас, ја не сум компетентен да зборам, иако сум близок со Мрме, со Игор, аеродромец он, се знае долго време. Ако не сум аеродромец, ама се знае долго. Но поентата е дека се што е убаво, како да некој намерно сака да го растури и расипе. Немам ништо лично против Боби, сер Боби, он имаше голем успех со U21. Актуелниот селектор Билевски. Та, сега актуелниот селектор, но ја реков не сум професионален, компетентен да го зборам тоа, ама кога е нешто добро, ако ти имаш не знам колку добри прегледи и толку си успешен, зашто тебе да те тргнат од водителското столче? Мрме циклусот да го заврши. Апсолутно. Бар да го заврши циклусот и ако се пласира, да отиде, па ајде некако тоа да го сменат. Не можем, ја не разбирам или не свак, или не можам да разбирам или сум глуп. Среде концерт бубњарот не го менјате, така? Не, како да сменам ја некој што е добар? Што е добар, што носи резултати. Несватливо е тоа за мене и еве кај сме денес. За жал, сите камшици ги јадат фудбалерите. На сите тие спрдачини кои ги прават во Кај е проблемот? Што мислиш? Не сме спортски стручњаци во тактиката? Не. Истите луѓе се. Не, гледај, се гледа дека е, гледај, не може секогаш да издржи. Ти знаеш што се дешавало и со Франција и со Италија не се пласираш. И со Аргентина види па, нешто се случи. Еве со Аргентина, ја тоа што го направи, го видов пред да влезам, дочекав каснев 15 минути само да ја догледам утакмицата, многу ме интересираше. Јас сум него сакам Меси, ама сум фан на Аргентина и тие јужни американци, поготово на Уругвај, пошто со таков карактер пргав. И тоа дечкото што го даде вториот гол, не знам како од Саудиска Арабија, ама таков дриблинг направи и таков гол даде да он ќе се продаде, ако некој шеј го пушти, знаеш. Таму они кажуваат. Проблемот кај нас, мислам дека се погодија такви утакмици, падна моралот и не знам дали е хемијата и дали е не исчезнат, ама е дали е онаа енергија која има во самиот тим, најбитна е енергијата. Они знаеме ние како се носат и каква енергија, каков дух имаше репрезентација. Ќе се врати. Верувам дека ќе се врати, само ми е криво дали бил не мора да бил Мрме, може да бил Антонио селектор, зашто да го снема? Зашто? Кој е основата? Еве нека искочи некој јавно и нека каже зашто е снема. Никој не каже. И сите се плюкаат, па да не зборим и за песната која ја направивме. Добро. Ајде да видиме зашто не на Евровизија до сега и дали на Евровизија, зашто не и зашто да. Кога веќе го споменавме. Види, знаеш дека во последно време сме размислувале. Ја викам, може сме ние
најголемите будали кои не отишле на Евровизија. Сите отидоа. И тие што треба и тие што не треба. Некои по неколку пати и со право отидоа по неколку пати, пошто кога ќе видиш па и нема други. Евровизија и јас велам дека секој треба да проба и No Name и Добро, и таму и некој што не е е кој што не е шлагер веќе одамна Евровизија, има и рапери, и рокери, и хеви металци, што не Еве видов. ја ти кажувам, ако ја отпеев метал, ако утре ме нема, ќе беше многу интересна за цело подневе. Лупам. Есме и Лозано проба Лупам. на тој фазон. Мислам дека малку и политика повеќе. Не, ние сите знаеме дека Евровизија и повеќе од политика, нели? И кои лоби таму функционираат и сите работи. Ама ние сме отворени, да ти кажам, и сме правеле неколку пати муавет и знам дека тоа што го пееме и што го правиме нема да биде ништо полошо од никој што отишол на Евровизија. Така да ако не изберат, ќе ни биде чест и задоволство и сме спремни да отидеме. Зашто да не имаме искуство, поготово на сцена. Така да Ако оделе велиш и кој треба и кој не треба, меѓу останатото и големи пејачишта и пејачки Да. од кај нас, не ќе да споменувам имиња, ама и лажни величини. Па не се лажни, тие лажни величини, него се No Name артисти кои до негде и окей да отидат. Сега се гледаат, знаеш, убава одскочна даска, ама истите тие што сите отишле, што се No Name, или пропаднале или не продолжиле. Така. Има некоја чудна енергија таа Евровизија. Ретко кои останаа на сцена кои биле и кои се уште функционираат. Знаеш. Има ги да не речем. Од Не, Вода до Калиопи до така Каролина. Калиопи, Каролина, Лозано, Така. нели и ред други што да не са Елена функционира и 50-50, ајде да речем. ајде. 50-50. Али би иделе. Интересно, предизвик ми. Немаме што повеќе тука да направиме. Па МРТВ, Мери Попова, директор е. Слушајте и гледајте. Ова беше јавно. Ако сме кај јавен повик, така, до јавниот сервис. Поздрав до Мери и до цела екипа. Кога сме веќе кај вистинските и лажните величини, ги има во сите сегменти, особено последно време на социјалните мрежи. Јас сакам да погледнеме едно друго видео, да видиме кој тоа е звезда без професија и без основа, а кој тоа не може да биде звезда ни со професија, па ќе го прокоментираме зашто едното, зашто другото, така и може ли без едното или другото. Ајде да видиме и тоа последното. Панчо ДНК, музички познат како македонски диџеј и R&B рап артист, ама карактерно е уште попознат како човек без влакна на јазикот. По сето она што му лежи на душа и срце, знае на оние што му пречат да им го плесне в лице. Овој пат на нишан му беа така наречените виртуелни звезди, кои заедно со старлетите се новите познати лица во новото време. Или поточно популарни, ама како и старлетите, без професија. Ниту се пеачки, актерки, спортисти, водителки, манекенки, модели, а се наводно популарни, имаат огромен број своји следбеници на социјалните мрежи. Добро, некои од нив имаат и професија која спојуваат со оваа виртуелната наречена инфлуенсерство. Од неа наводно многу подобро се заработува и живее отколку да се занимаваш со претходно споменатите јавни професии. Колку е тоа вистина и дали е тоа баш така или сето тоа е само дел од една голема измама, само реклама без покритие заради реклама на одредени производи за ситниш е друго прашање. Или е тема за дополнително истражување, сеедно. Дури и вистинските инфлуенсерки обично се дистанцираат од оние на кои се веќе познати, а тоа им е наводно само дополнителна работа, па неретко на социјалните мрежи читаме полемики и дискусии кои прерастуваат во вистинска мала виртуелна војна за тоа кој се може смее, а кој не може да биде инфлуенсер. Или некои познати меѓу нив, како што би рекле, не е доволно само да ставиш 2-3 сликички на Инстаграм. Токму Панчо влета во таква полемика, во дискусија во која од свој агол се обиде да го објасни абсурдот на постоењето и особено славењето на празни бројки на социјалните мрежи. До сега имам над 20.000 следбеници. И што се смени? Ништо. Исти тит, и кога имав 1000, 1500, 2000 и 10.000. И кога би имал и 100.000, јас сум истиот. Па кај отиде светот? Во безтрага? Дали е за вас нормално да се слават тит бројки на Инстаграм?
од кои половината и повеќе им се купени лајкови и следбеници, а ги слават со торти и балони, ѓеомити родендени дипломски слават. Со лигавење онака колку се среќни и колку ги сакаат луѓето што ги следат. Ама само оние малкумина, зашто другиве, нели рековме, им се купени. Во кој лажен свет живееме ние, не ми се верува. Затоа, кој какви и колку следбеници има и кој колку лајкови собрал, кого колку луѓето го виделе на Инстаграм или во пракса, во реалниот живот виртуелната слава е само млатење празна слама. Генерално, што е тоа лажна слава? Убедени сме дека ќе сака Панчо да ни објасни од свој агол од прва рака. Па, што е тоа лажна слава? Стално имаш и рими, рака, сака, она. А да ви напишам еден-два текста? Обавезно. Обавезно. И би сакал, зашто да не? Зашто да не? Види, ако сте вие во она што го правите свој, мора да видам свој во она што ја што го правам. Ако цел живот те памтам баш по тие некои интересни, знаеш, тие моменти, твојот печат е ова, твојот печат, да ми го чита некој, да не го чита твојот глас, ќе знам дека си ти. Драго ми е дека е така, значи нема лажна слава. Не. Што е лажна слава? Не. Па види, лажна слава. Мене, знаеш што, не ми смета, туку не ми е нормално во денешно време да е некој, да мисли, кој ќе напише некој, што си ти од подоздоа, public figure. What the fuck? Што ти значи public figure? Писател си, уметник си, црташ, пишуваш книги на социјални мрежи. На социјални мрежи. На вести знаеш како ги пишуваат? Експерт. Експерт, вау. Тоа е уште потрагително и болно. Не си, реков, спортиста, не си ни архитекта, не си ни добар водоинсталатор, бре, не си ни кондураджија добар. Немаш професија. Твоето не е професија. Само две, инфлуенсерки и старлети. Ја немам, види, тие што се старлети, ескорти, што се занимаваат со проституција и што заработуваат, тоа е професија. И јас ги почитувам максимално. Немаат фирма, ама имаат професија. Имаат фирма меѓу нозе. И ја ги почитувам максимално, знаеш. И тоа е нивни став и нивна определба за животот и никој не може да им се меша што они ќе прават. Добро, другите викаат така. Знаеш што, види, што они направиле? Што они направиле? Ти си направил, ти имаш 30 плюс. Ти нешто правиш, ти значиш нешто за овој општество. Ја може да не значам ништо, ама ја имам оставено што ќе се слуша. Сите некаква оставштина. Тие велат нашата оставштина се бројот на лајкови, на фоловери, на следбеници, како ги викаат, и така натаму. И на база на тоа, мене ми се јавува од маркетинг агенција, вика, ние сме заинтересирани да го рекламираш ти овој производ. Викам, многу ви благодарам. Ја не сум инфлуенсер у наводници. Јас сум артист. Добро, да, знаеме дека си ти артист. Која е сумата, ја кажам, ама, знаеш, па ние, тоа е непрофесионално. Ова е за многу помалци. Ја викам, супер, обратете се таму, веќе се измешани поимите. Не мене ми смета, али шкоди на целата естрада. Не можеш да најдеш спонзори. Си вика, зашто ја да направам? Не може да ти украдат, ама не може. Не, гледај, која слава кај нас? Знаеш како, јас сум сега, мене, ако искочам, ме знаат сигурно повеќе на улица ликови, од колку господинот камерман што не снима и ваму, бидејќи ја работам пред камерите и тоа ми е ја работам јавна професија, они се позади. Некои ги знаат повеќе од мене. Има се, некои се легенди, нели? Но, сакам да кажам јавно. И нормално, и затоа си тука изложен на секакви критики, удари, камшици да држиш стапови по грб, што е нормално, некогаш грешиш. А овие никој не ги знае. Па нив ги знае, ама сето тоа е вештачки, исто како што се бројките на YouTube вештачки. Кога има, јас сум на трендинг и имам, не знам, толку милионски прегледи. Добро, дали те викнале на настап у клуб и дали си го напунил? Колку албуми си продал? Колку синглови? Која песна ти е на топ листа? Се што е направено у ова време, живееме во едно многу лажно време. И не се они криви. Тиктокот, прост пример. Ја пуштаме една песна пред месец дена, пред идеме да го снимаме новиот спот. Романи, кој може да го видите и тука.
го снимаме и го пуштаме на YouTube, тоа ни е спот со најмалце прегледи евер од кога постои ДНК. Но сега е све сменето, YouTube како платформа многу паѓа. Например, на Instagram, Reelsот кој што сме го ставиле, кај мене има преку 150.000 прегледи. И сега он све е брзо. TikTok, сите сака да видат 15 секунди. Нема навика да се... Никој не прави ни албум више. Тоа го кажа Бионсе пре некој ден. Го гледат, ми го прати баш Лази. Вика, не прават албуми, не слушаат музика, они се све 15 секунди, драма. Велат дека во иднина песните ќе таа 30 секунди. Ќе биде припев, рефрен и ќе заврши како Не реклама. иднина, веќе е. Како реклама. Минути и пол, од 3 минути па на 2,5 па се сметме. Ја порано су викам, леле, не ми е 3:15, леле, не ми е 3 минути. Леле, те молам, мене ми е срам. Цела страна албум. Срам. Една песна. Порано, знаеш како дојде? Знаеш како е тоа све умислено? Прво имаше по 3 строфи. Ти текнува порано. Строфа, рефрен, строфа, бридж, по 4 минути. Со лажи. Па се спушти на строфа, на 2 строфи рефрен. Пред 15-20 години. 15. Па после сега доаѓа до минута и пол, 2:20, 2 Се има две минути. фрази кои цело време се повторуваат. Апсолутно. Тоа е новата музика, јас тоа е супер, ја ја сакам, ја почитувам на некој начин. Ново време, сите треба да имаат нови идоли. Но суштината на музиката каде е и на уметноста. Ај ти замисли за сликар, од сега, ај сега ќе цртам види ова, не, само ќе го цртам ова, а ова све празно. Не можам тоа да го разберам, а верувам дека ќе се врати. Не знам кај иде и затоа сега е пак е еден голем застој на глобална Намерно не светска сцена. затупуваат. Не намерно, него едноставно луѓето бараат, тие што се храбри бараат нов звук. Тој што ќе успее да го донесе новиот звук сега, бидејќи пак се вратија 90s и 80s, ако ти текнува диско фанк, многу е мода. The Weeknd, сите прават они многу модерна музика. И дури поп музиката има страшни фанк и онакви диско примеси кои што си растил ти со нив. Нема, цело време се врти. Тој што ќе го донесе новиот звук, ќе блоуапне многу. Баладите се секогаш тука, тие се Evergreen, кој да направи. А за ова немам против никој инфлуенсерка, него почнаа сите да го користат зборот инфлуенсер и тоа станува иритантно. Тие инфлуенсери што стварно се инфлуенсери, им е незгодно тоа. Исто како и кај мене диџеите. Јас затоа више не се пишувам диџеј и сите од моја екипа, јас сум само шорт типи. Секој става диџеј зашто иде и стиска само. Не е ни селектор, него е диџеј. Глумење на Не глуме, он стиска, он е на некој начин пуштач на музика, кој што сум бил и ја на почетоците. Така. Две работи за крај. ДНК познати по не само по музиката и по сето оно што ве знаат луѓето, последниве години особено и по некаква хуманитарна активност, речиси да нема, па ќе помине некое време да не видам негде по социјалните мрежи најчесто, а и по медиуми да прочитам дека сте отишли некому да помогнете на одредено социјално загрозено семејство, на одредена, не знам, самохрана мајка, на одредено дете без родители и така натаму. Кому му се јави тој порив и што со тоа? Па на двајцата ние сме израснати во многу сиромашни семејства. Јас сум доста посиромашна од Андреј. Со мајка сум растен која била технолошки вишок. Ама тоа не значи дека ти ќе бидеш хуманитарен ради тоа, него не треба да забориш од кај си дошол. Мајка ми и последните пари ги даваше на врата. Дури имам прашано, као, она има 100 денари останато дома, она 50 денари дава на некоја теткичка што дошла. Викам, добро, мамо, зашто? Добро, сине, па ја и требаат повеќе од нас. Ја немам да јадам, идам да јадам кај сестра ми. Викам, не ми се верува. Како што сум растал, така сум разбирал. Ја она викала стално, Господ гледа. И она е од многу сиромашно семејство. Ми кажувала анегдотите, дури има една изрека која ги собирале у старо време, она од Кичево, и вика, ако не ти чади дома за време на ручек, вика, знаат дека немаш пари. И они вареле вода, само колку да, и свирале на песна, ја свирале, ги терал ала баба ми да пеат, сите заедно, братучеди тука, мајка ми е сама, пеале, на песна никад нема да ја заборам, викале, ајде сега сите да пееме, свири кемане, за вечера леп нема. Тоа го свирале, ја тоа го имам запамтено. И ја не го правам тоа хуманитарно дека јас сакам да добивам поени, но со Андрес имаме договорено од секој настап тргаме буџет 20%,
Са некојаш е настапот повеќе, имаш трошоци, имаш бенд, имаш милиарда други. Јас имам 2 сина, Андрес има фамилија, семејство, кој мораш да функционираш, да плаќаме сметки, никој мене не вика, на бензинска не вика, кај си бе Панчо, стај си гориво колку сакаш, знаеш, и што е нормално. И исто така, се што го правиме стварно од срце, и иако сме се соочувале со многу камшици од типот, треба да, кога правиш нешто, кјути, ја викам, и са не можеш да се објаснуваш со секоја будала на социјални мрежи, секој има право сега да е експерт, како што кажа ти. И јас викам, доаѓам на Антонио, му треба помош, јас, не дај Боже, сум нашол на телевизија, си објавил ти на твој портал, сте објавиле, тука у Слободен печат сте објавиле, на телевизија. И стално кога ќе видам, јас ги контактирам луѓето. Кога одиме таму им викаме, сакате да објавиме кај нас на социјални мрежи, за побрзо да завршиме работата или не кете? Многу луѓе не келе, па не сме објавиле, не ни знаете вие кај сме давале. Так. Знаеш. А многу пати сме објавувале, па ќе се јавиме у некои наши пријатели, дали сакате да сами ќе ми кажат, па ќе се јават и се завршува. Многу од тие луѓе па имаат и злоупотребувано. Пошто ја викам, ова е еднократно, вас ви треба долгорочно решение од типот да ти најдат работа, па други некои не ќе ли ни да работат. Знаеш, на еден дури со помошите си ја продаде куќата, си купи стан, па пред некој ден ми се јави Стојче од Крива Паланка, мислам дека е, и не викна на слава. Браво. Вика, ја да ви кажам дека куќата ја купив и многу ми е драго да дојдете, викам, гужва сме со концертот, не можеме, ама нека друга прилика ќе дојдеме. Така да го правиме од срце и ќе продолжиме да го правиме. И зашто? Ја вака го гледам, не може ние да живееме, ние живееме од парите на луѓето. Ние мора да дадеме некако ја остекам и Андре општествена одговорност. Апсолутно, и секогаш мора да е така, и секогаш сме тука, и секогаш сме први за тоа, доколку мислиме дека е нешто што треба да се направи. Добро. Што е она што ќе дадете од себе за крај на концертот кој предстои? Топла вода нема да даеме, сигурно. Скапа е струјата. Така. Да не го загреваме бойлерот, многу луѓе ќе има. Ама ќе чури. Ќе чари. Само може да кажам дека ова го ставаме едно заокружување на се она што сме го правеле. Нас луѓето не гледале, сме свирали на Пивофест, сме свирали на фестивали. Имали солистички во Метрополис арена концерт, и не гледале и тогаш. Акустичен концерт. Ова е еден емотивен концерт кај што ќе ми речат ова ќе покаже, никогаш нема да покаже. Еден концерт ништо не кажува дали сте или не сте. Годишнина од бракот. Годишнина од мојот брак помеѓу јас и Андреј, помеѓу мене и Андреј, и убави луѓе кои не почитуваат како личности пред се, а и оние кои не почитуваат музиката, да се собереме, да означиме ни 20 години, еден голем јубилеј. Ние ќе даеме максимум, ќе бидеме тоа што сме секогаш, отворени, искрени, и мислам дека ќе направиме едно убаво шоу кај што ќе не слушнат, кај што ќе ги слушнат сите оние песни кои мислиме дека треба да бидат, и верувам дека ќе биде една посебна ног за нас за паметење, кај што и неа ќе треба да истетовирам. Дали ќе дојдат 50 луѓе, дали ќе дојдат 100, 500, 5000 или ќе ја напуниме 8000 салата, ние ќе свириме и ќе дадеме максимум од себе, како што секогаш даваме, дали свириме у кафич и бар некој за 1000 луѓе или сме свиреле пред 30.000 луѓе. Панчо, немам што да ти кажам, ти посакувам полна сала, посакувам добар фидбек од публиката, не се сомневам во вашиот настап, ниту се сомневам дека ќе биде навистина полно и дека ќе има размена на хемија и од едната и од другата страна. И па да се видиме што побргу, а ваков следен муавет да правиме, ако не за 40, барем за 30 години кариера. За 30. Тоа е тоа. Или за 25, од 5 на 5. Еве, фала ти многу, фала ти за подршка, фала до вашата редакција. Благодарам што беше гостин во ова издание на Ништо лично. Ако ви се допаднавте, ако муабетот ви фати дикиш, што се вели, ви фати уво и ви фати око, гледајте не. Никаде на друго место нема да слушнете, видите и дознаете ништо слично како овде во Ништо лично. Денешен мој и ваш гостин беше Панчо ДНК. Се гледаме следната недела. Чао!